Над 350 милиони евра предизборно ќе им се поделат на граѓаните и фирмите. Опозицијата и политичките аналитичари ја отворија дилемата. Дали под изговор дека им се помага за излез од корона кризата, владата се обидува да изврши подкуп на гласачи. Голем дел од парите ќе легнат на нивните сметки во јуни и јули. Лидерот на опозицијата Христијан Мицкоски алармира дека според него Спасовски вчера го проектирал септември како месец за избори, па затоа и ги таргетирал летните месеци за исплата, бидејќи ако имало избори тогаш, луѓето нема да можат да ги добијат парите. Затоа според него мерките се ништо повеќе од обид за подкуп на граѓаните. Експертската јавност негодува на социјалните мрежи. Поранешниот советник во Министерството за финансии Бранимир Јовановиќ се изјасни против мерката викенд без ДДВ. Според него се работи за многу лоша мерка со негативни фискални импликации, од која еднаш успеале да ја одвратат владата, па се надева дека тоа ќе се случи и повторпат. Таа ќе направи ужасни гужви по продавниците, што може многу да го расшири вирусот. Мерката ќе доведе до значаен пат на буџетските приходи, зашто луѓето купувањето на многу производи ќе го одложат за тој викенд кога нема да се плаќа данок. Од мерката многу повеќе корист ќе имаат побогатите. Тие ќе ја искористат за да си купат поскапи производи без данок. Мерката ќе доведе и до легализација на даночната евазија, односно ќе им овозможи на фирмите прометот кој не го пријавиле претходните месеци да се го пријават тој викенд без да платат данок. Земјоделците негодуваат. Голем дел од оние што се регистрирани според Законот за пензиско и инвалидско осигурување воопшто не можеа да аплицираат. Побараа да поднесат барања посебно од другите, но засега освен најави дека ќе го разгледаат нивното барање, нема ништо конкретно. Тие се револтирани зашто мерката зелена нафта стои во третиот пакет како антикризна мерка, кога се работи за редовна најавена мерка предвидена во буџетот уште од лани. Зелената нафта беше предизборно ветување на СДСМ уште пред 4 години, кое го реализираше со задоцнување и половично, односно наместо 50% се покриваа 30% од трошоците за гориво и тоа со задоцнување од неколку години. Таа мерка веќе е предвидена во програмата и согласно законот ги следува земјоделците, нели? За зелената нафта, бидејќи минатата година почна таа мерка, оваа година треба 50, само ние предлагаме што побрзо да се почне да се дава. Инаку во третиот пакет мерки нема продолжување на државната помош за исплата на 14.500 денари плата по работник. Ова беше барање на најпогодените сектори, земјоделците и занаетчиите, бидејќи ќе работат уште долго со преполовени капацитети и ќе имаат проблем со исплата на плати на кадарот. Затоа пак ќе има пари за ваучери за одење на одмор во домашните летувалишта, платежни картички за невработените, средношколците, студентите, награди во висина од 20% од основната плата им следува на здравствените работници, а компаниите ќе добијат помош од 200 милиони евра.